Очигледно секаде во соседството македонските, ама и другите малцинства се бугари, барем за бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски, покрај обидите за присвојување на се што е македонско, тој си го присвои Скендербек. Од центарот на Приштина преку видео обраќање порача дека ова историска личност по мајка бил бугарин, но и дека во Косово имало многу бугари. Нашето посещение тук с мојот соратник Александар Сиди. Нашата посета тука со мојот соработник Александар Сиди и со групата со која се собравме денеска да бидеме во Приштина е следната. Како што мајката на Георги Кастриот има бугарско потекло, така и овде во Косово има многу наши соборци, многу наши истомисленици, многу наши сонародници бугари по потекло. Тие се муслимани и христијани, живеат во општините Кукеска Гора и Жупа. Некои ги нарекуваат горани, но голема чест е што тие имаат бугарско национално самосознание. Интересно е што жестоки реакции за демантирање на Джамбаски нема, иако неговото видео не е ново, туку стои на интернет веќе известно време. Провокациите од бугарскиот европратеник од ВМРО БНД се секојдневни. Не испушта прилика да нагласи дека Македонија е бугарска земја. Македонија е бугарска. Факт за кој не треба доказ. Факт кој Зоран Заев го заборава кога е во Скопје, а тој се сеќава само кога бара нешто. Бугарија од секогаш ја сакала Македонија, но Бугарија не треба да биде уценувана. Пријателството се гради со доверба и постојаност. За Джамбаски и Охрид стана бугарски град, тогаш во предизборна кампања порача дека Македонија имала времени владетели кои во моментов биле во таа бугарска држава, кажувајќи дека Охрид бил бугарска престолнина. Колкото по-силно крещите вашите лъжи, толкова по-бърз и по-ужасен ще бъде вашият край. Заев, почитувани, колкото да се въртиш, Македония е българска. И колкото и да се въртиш, Албания все ще ти е от запад. Истиот тој Джамбаски секојдневно тврди дека не постои македонско малцинство во Бугарија, иако јасен факт е дека и од другата страна на источната граница има голем број македонци. Тие наводно се подготвувале да се борат против корупцијата, а излезе да ја прашаат власта во Бугарија за правата на сексуалните и етничките малцинства, вклучувајќи го и македонското. Во Бугарија немало, нема и не може да има македонско малцинство. Она што е проблематично е што на сите вакви зборови на бугарскиот представник во Европскиот парламент од Македонија нема речиси никаква реакција. Сите провокации од негова страна минуваат без никаква реакција од властите во Скопје.